Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. Сонцето и летото се непријатели на пациентите со лупус. За какво заболување станува збор? Зошто лупусот се опишува како болест со 1000 лица или повеќе болести во една? Дава ли некои специфични симптоми? Најголем дел од пациентите се жени млади во репродуктивниот период. Познато ли е зошто е тоа така? Дали нарушувањето е доживотно и постојат ли третмани кои што се успешни во ставањето под контрола на оваа болест? Се за лупусот денеска од разговорот со асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на телма. Каква болест е лупусот? Ќе го запрашаме асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија. Докторе, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма. Ви благодарам што ме поканивте и мило ми е што сме повторно заедно. Каква болест е точно лупусот? Дали е ревматолошка, дали е автоимуна? И обично кога луѓето ќе слушнат оваа диагноза, кај нив се создава страв и непријатност. Оправдан ли овој страв? Прво, страв никогаш не е, апсолутно, бидејќи стравот е нешто што и потенцијално го ја активира болеста, но мислам ја предизвикува, но и дефинитивно ја активира. Така да ќе бидеме разумни, ќе се третираме доколку нели дијагнозата е поставена, но страв на минимум или воопшто тоа би било идеално навистина. Инаку во однос на вашето прашање, системско, автоимуно и да, генерално, мислам, болест што се лечи на ревматологија, така да ревматолошко заболување. Лупус на латински значи волк. Зошто докторите во минатото со овој термин ја опишувале болеста? Да, тоа е навистина описна, вистински опис, зошто бидејќи оној карактеристичен осип што го имаат многу од пациентите што имаат лупус, што е на коренот на овој носот и на образите, им личело како волкот кога јаде, бидејќи е така црвен и нели од крвта со која што ќе се замачкал волкот на лицето, тој осип многу им наликувал баш на волкот и токму заради тоа го нарекле така. Инаку осипот исто така се наликува и на крилата на пеперутката? Вистина, и така и се нарекува. Обично се јавува на лицето? Обично се јавува на лицето, иако овие луѓе се многу токму тоа навистина, да. Значи, обично е асоциран со фотосензитивност. Фотосензитивност во основа значи алергија на сонце. Што значи тој осип најчесто се потенцира на сонце. Ама не е само таму. Осипот е секаде каде што е кожата изложена на сонце, така да обично го гледаме на лицето, но и на деколтето обично. Да, тоа може навистина јасно да се види таму и но на се што е изложено, така да посебно сега кратки ракави, тоа е места каде што гледаме, шорцеви, ноза. Сите пациенти со лупус се фотосензитивни, односно се чувствителни на сончевите зраци? Не се сите. Повеќето се, апсолутно, но не се сите. Така да не е апсолутен критериум, но е нешто што секогаш ги прашуваме скоро сите пациенти што ќе дојдат што се сомнителни, па дури оние што не се толку сомнителни ги распрашуваме, тоа се насочени ревматолошки прашања, меѓу кои што првото е дали сте алергични на сонце. Ако се и има некоја друга манифестација, во тој случај секогаш ги скринираме барем еднаш за антителата за лупус и се разбира дополнителни анализи биохемиски, еден убав детален преглед, за да видиме да не случајно позади тоа се крие некоја вакво заболување. Докторе, болестот се опишува како лупусот се опишува како болест со 1000 лица или повеќе болести во едно. Зошто е тоа така? Така е бидејќи може да зафати било кој орган или органски систем. Тоа е прототип на автоимуно системско заболување. Така да најголем број на пациенти, морам да кажем и да потенцираме тоа, имаат минорни манифестации, што значи мали работи кои што не се орган или животно загрозувачки. Тие се сметаат воспаление на зглобови, промените на кожата, лигавиците, нели афти, ранички во устата или во носот, кои често се јавуваат без некоја друга причина или инфекција, па дури и малите изливи во обвивката на срцето или на белите дробови се сметаат за мали манифестации, тие во основа, да кажем, прилично едноставно се решаваат. Оние други манифестации поголемите, значи воспаление на бубрези, воспаление на промени на белите дробови, може да имаат воспаление на црева или слично,
дури и промени во мозокот или во однос на психичката состојба, тие се веќе големи манифестации кои што навистина се потешки за третман, иако сега има многу модерни терапевтици со кои што располагаме и кои што се повеќе се развиваат, еве ние учествуваме во тоа, така да има навистина и голема надеж и голема можност за третман. А може ли болеста се манифестира само како кожна манифестација, односно се јавуваат само оние карактеристични црвенила на кожата? Може. И сето во останато да отсуствува? Може. Тоа е така наречен кутан лупус, односно ЦЛЕ. И кутаниот лупус има, значи тие пациенти имаат само манифестации на кожен лупус. Обично овие пациенти ги третираат колегите на дерматологија, но имаме тесна соработка со нив, бидејќи кожните промени и лупусот и други заболувања се често поврзани со системски заболувања. Така да колегите често ги препраќаат овие пациенти кај нас за да видиме дали има некое системско зафаќање, а ние често ги препраќаме кај нив да ни додефинираат некоја кожна состојба или на пример за биопсии на кожа и слично. Предпоставам дека пациентите кои што ја добиле оваа дијагноза се прашуваат која е причината, кој е тригер факторот за да заболат од неа. Познато ли е? Дали се тоа наследни фактори, околината, можеби некои лекови? Да, во основа за лекови хемикали некои хемикали се смета дека сите автоимуни болести, а еве лупусот како еден прототип, имаат во основа гени кои што ние сите ги носиме. Не мора нели за лупус се разбира, но ние сите откако ќе се родиме носиме големи групи на гени кои што кодираат болести. Тие не се активни болести. Мислам, не се активни гени, поради тоа нели ние сме здрави, фала му на Бога. Но одредени надворешни фактори можат нив да ги активираат. Тоа обично не е еден ген, тоа се серија на гени кои што треба да се активираат. Што ги активира? Ги активира стресот, особено психичкиот стрес, значи имаме дури на клиника и навистина јасни случаи каде што некој посериозен психички стрес, самиот пациент кажува дека непосредно после тоа се јавува болеста. Потоа инфекции. Тоа не е нешто што можеме да избегнеме, но инфекциите, особено вирусните инфекции, се апсолутен активатор, па и поддржувач на болести како што е лупусот. И се разбира хемикали, загадувањето во воздухот дефинитивно, пушењето цигари дефинитивно. Така да различни хемикали, меѓу кои што потенцијално иако не докажано одредени лекови можат тоа да го направат. Лекови единствено се да се тука има некои лекови кои што се наведени за покачен крвен притисок? Има но тоа е така наречен најчесто лупус-лайк синдром. Тоа не е вистински лупус. Да, и со нели замена на лекот тоа најчесто се решава. Се смирува? Да. Ќе се повлечат симптомите најчесто, да. Исто така жените се засегнати, речи си 10 пати повеќе од мажите. Многу повеќе. И тоа млади жени во репродуктивниот период. Постои ли објаснување? Дава ли науката објаснување? Има добри предпоставки зашто е тоа така. Една од главните е дека жените, особено во репродуктивниот период, имаат видливо значително поагресивен имун систем. Тоа се смета за да ги заштити во однос на бременоста, која што е извонредно ризична и слично. Но тоа се разбира го прави имуниот систем и доста по едноставно спремен да излезе од контрола, бидејќи мораме да сме свесни при секоја активација на имуниот систем, при секоја борба на нашиот имун систем, например со вируси или бактерии, тука има така наречен friendly fire. Има делови од имуниот систем што излегуваат од контрола. Има контролни механизми самиот имунитет да тоа го врати под контрола и тогаш болест не се јавува. Ако тоа излезе од контрола, тогаш имаме болест. Има и една не многу нова, но сега веќе повторно ја враќаат интересна теорија, хипотеза поточно кажана, дека можеби и присуството на 2X хромозома кај жените, бидејќи едниот мора да е инактивиран, не смееме да имаме две копии од ист ген. Едниот X хромозом, тој неактивниот бил обвиткан со одреден протеин за да го инактивира. Тој протеин, бидејќи голема површина, делувал имуногено и се смета дека и тоа е потенцијално една од причините за почести автоимуни болести кај жени, особено во репродуктивен период. Дали болеста, докторе, дава специфични симптоми со оглед на тоа што појаснивте дека може да зафати на вистина многу различни органи?
Може ли на почетокот да наликува на било која друга болест? Да, апсолутно. Ние овие пациенти ги откриваме од многу различни клиники. Например, колегите од дерматологија ги препраќаат заради кожните манифестации. Се разбира, оние со зглобни манифестации, бидејќи воспаление на зглобови е една од потенцијалните манифестации на болести, една од честите манифестации на болеста, тие доаѓаат директно кај нас, па ние треба да разграничиме дали е тој да е пациент со ревматоиден артритис или некој спондилоартритис или пак некој системско заболување како лупус. Потоа колегите од нефрологија, се разбира, кај пациенти кои што имаат зафаќање на бубрезите, кое што наликува на лупус и потенцијално присуство на антитела, нели соработуваме со нив бидејќи доколку задоволат критериуми за лупус, овие пациенти имаат системски лупус и треба да бидат водени и од ревматолог. Така да од секој од својата област колегите, например на максилофацијална хирургија, луѓе со афти, слично, кои што ги решиле оралните проблеми, но сепак и стоматолози кои што не може доволно да се разјасни зошто ги имаат постојано тие проблеми. Ќе ни ги пратат тие пациенти за скрининг и ќе видиме дали може би се работи за нешто системско. А докторе, дали опаѓањето на косата може да биде прв сигнал за оваа болест? Има велат лупус на коса. Тоа е малку различно. Иако е вратено во новите критериуми за лупус, ниско се бодира, а паѓањето на косата е многу честа манифестација. Така да апсолутно апел немојте да мислите дека имате лупус ако паѓа коса. Да, и тоа е цикличен процес, прво дерматолог се разбира, да се види, така да може апсолутно е еден од да кажам манифестациите на лупусот, но апсолутно мислам скоро сите луѓе кои што имаат косопат нема да имаат лупус, лупусот е ретко заболување. Специфично ли е опаѓањето на косата кај пациентите со лупус? Обично е дифузно, значи нема само некои делови, таа прилично рамномерно паѓа. А дали лупусот е доживотно нарушување? Да. Нажалост, се уште автоимуните ревматолошки болести се доживотни. Што значи, да бидеме искрени, со терапија пациентите треба да се здрави. Но ниту еден ревматолог во светот нема да ви каже дека пациент со лупус е тотално излечен. Има сега нови, значи, дури тогаш пак не кажуваме дека се комплетно излечени, но за најтешките форми на автоимуни ревматолошки заболувања, меѓу кои што сега најмногу се работи за млади пациенти со најтешки форми на лупус, кои што се е обидено, вклучително и биолошки таргет терапии и слично, комбинации се разбира на терапии кои што многу често се прават кај овие пациенти. Има и нови терапии кои што би сакале барем во аспект на студии, па после и редовно да ги работиме кај нас, како што е CAR-T-cell терапија, например, кој што има капацитет да го ресетира имуниот систем. Односно ги враќа пациентите во онаа состојба каде што тие ги носат гените, но тие се уште не се активни, барем така се смета. Иницијалните податоци се навистина добри, но тоа се мали групи на луѓе кои што се објавени на пациенти, кои што биле во навистина извонредно тешка состојба, но сега во ревматологија малку несакани ефекти, извонреден ефект, се следат, периодот е нешто повеќе од 3 години, веќе во 4-та година за првите пациенти кои што биле третирани. Јас сметам дека веројатно е иднина, барем прво за најтешките пациенти, а после апсолутно за сите други. Ги споменавте неколку пати тестовите преку крв со антитела. Да. Всушност постојат антитела карактеристични за лупус? Да. И тие ги напаѓаат всушност здравите собствени органи, така? Токму тоа. Телото си се напаѓа самото себе си. Токму тоа. Се разбира, не се само тие антитела кои што ги тестираме и мора да се потенцира дека присуството на антитела само по себе не значи болест. Тоа во ревматологија е апсолутно така да Значи може да имаме антитела, а да немаме лупус. Апсолутно. И повеќето луѓе што ќе имаат антитела, нема да имаат лупус, особено на кардиналното, да кажам, тоа не е едно антитело, тука е сплет на антитела. Антинуклеарните антитела АНА, кои што се гледаат преку имунофлуоресценција на препарати, да кажам, не сработени на машина само, тие се извонредно осетливи, што значи дека и јас и вие минатиот пат кога сме имале некоја вироза, многу веројатно аната не била позитивна. Тоа не значи дека сме имале лупус.
потенцијално Но значи ли дека ќе имаме? Не, апсолутно не. Тоа значи дека сме генерирале антитела, Добро. кои што со тек на времето веројатно имунитетот ги ставил под контрол. При што треба да се потенцира дека околу 20% од бебињата денеска што ќе се родат се и реума фактор, но и ана позитив. Не значи дека ќе развијат било какво заболување автоимуно, барем не се смета дека ризикот кај нив е значително поголем. Така да, поставувањето на дијагноза ревматологија е многу убава. Наш повозрасен професор кажуваше, е буквално како склапање на коцки во мозаик. Антителата се можда една или две коцки тука. Клиничката слика, прегледот е секогаш најбитен. Добро запознавање на пациентот, тоа што пациентот ќе ви каже, тоа што ние ќе прегледаме, антителата, основните и проширените биохемиски анализи, не само антителата. Сите тие се коцки елементи и се разбира потоа постојат меѓународни критериуми кои што постојано се обновуваат и кои што се трудиме ние да учествуваме со тоа знаење што и тука го создаваме за да ги собереме сите тие елементи и да кажеме да, овој пациент најверојатно боледува или најверојатно не боледува од ова заболување. Значи не постои специфичен универзален тест за дијагностика на лупус. Единствен не постои. Единствен. Значи, се смета дека пациентот некогаш во својот живот мора да бил ана позитивен. Значи, тоа е кардиналниот критериум. Така да, ние мораме да имаме некој тест, некој ана тест од сега или од претходно, кој што е позитивен, за да пристапиме понатаму во бодирање на симптомите. И во ревматологија секогаш на сите наши критериуми постои една реченица која што и нас не фрустрира, но особено ги фрустрира другите колеги со кои што работиме од другите области, а тоа стои дека претходно разумно да се исклучат сите други потенцијални причинители на тие симптоми или знаци или резултати лабораториски. Затоа патот до дијагнозата може да биде долг и да трае со години? Апсолутно, да. Заборавив и колегите на хематологија, ова кога го спомнав со фрустрациите, со нив имаме многу соработка за овие работи, а тоа е например ниската вредност на леукоцитите и тромбоцитите. Тие пациенти ги добиваме од хематолозите кога бараат потенцијална автоимуна причина на ова. Така да, но за тоа има многу други причини. Тие мора разумно да исклучат дека тоа е хематолошка причина за да ние можеме да пристапиме во лекување, иначе ќе погрешиме. Значи најнапред сето тоа мора да се исклучи и на крајот се поставува болест, дијагнозата. Но кога ќе се постави дијагнозата, можете ли да процените со каков тек, со какво темпо понатаму ќе се развива болеста? Предвидлива ли е? Идеално е да почне со мали манифестации. Кога почнува со мали манифестации, кога подолго време останува со мали манифестации, тоа е навистина добар знак. Но апсолутно има едно антитело, анти-ДСД1, кое што се смета дека има предиктивно значење. Тоа не е баш јасно дефинирано какво е предиктивното значење. Така да го проверуваме повремено, според протокол 2 до 4 пати годишно треба да се провери кај пациенти со лупус, но има навистина недефинирано предиктивно значење. Нас ни е побитно да редовно ги гледаме овие пациенти. Што значи тоа, колку често? Ако имаат активно заболување, во тој случај тоа е на 2 до 4 седмици. Доколку е болеста смирена, идеално би било 4 пати годишно, односно на 3 месеци да се направи лабораторија, да се и дури никогаш да немале проблеми со бубрезите, да се собере 24 часовна протеинурија, да видиме за 24 сата колку протеини тие бубрези изфрлаат, бидејќи тоа не е нешто што може да го почувствуваат тие, касно е кога ќе го почувствуваат. Така да, доколку имале проблеми со бубрезите, тогаш е значително почеста таа контрола на протеини во урина. Пациентите имаат мирни фази и влошувања, активна фаза на болеста, така? Потоа може повторно мирна подолго. Се надеваме да нема толку варијации, апсолутно, да. Поентата на лекувањето е да низ редовните контроли да и пациентот и докторот развие едноставно ја разбере болеста кај тој пациент, бидејќи е извонредно индивидуално. Оние кои што имаат чести влошувања, на тие им треба посилна, поагресивна терапија. Треба некој лек кој што
ќе направи подлабока имуносупресија за да болеста се смири, за да подолго време остане смирена, па потоа можеме да ја намалуваме терапијата ако болеста тоа го дозволи. Оние луѓе кои што немаат чести влошувања или немаат влошување воопшто што би било идеално, тие се лекуваат само со антималарик, односно лек како хидроксихлорохин или хлорохин. Тоа е едноапчен навечер, редовни контроли на очите, на 3 месеци отприлike контроли на ревматолог и во основа тоа е тоа, идеално проаѓаме така. Но може ли да речеме сончевите зраци да биде тригер фактор да се активира болест и покрај тоа што долго време била во мирна фаза и контролирана успешно со лекови? Да, апсолутно. Тоа е можеби најголем проблем кај пациенти, особено морам да кажем пациентки кои што се млади, сакаат да се сончаат, или немале некои поголеми манифестации на болеста, или да имале подолго време немале, било смирено и како да ви кажем, сите сме доживеале на ревматологија да ви дојде млада девојка по бретели, изгорена од сончење, на контрола за лупус и вие сте во чудо, бидејќи на сите им се кажува да не се сончаат, да заштитат кожата со минимум SPF фактор 50, никако тако одење по бретели, тоа идеално капче, барем долги ракави, на силно сонце избегнување. Така да, на жалост, тоа може да предизвика многу силна реактивација и често тоа го гледам. Бидејќи кога ултравиолетовото зрачење ќе влезе низ кожата, не е проблемот само активацијата на кожата, бидејќи и тоа е проблем, се разбира. Но тие ултравиолетови зраци кои ќе влезат низ кожата во крвните садови, го активираат имуниот систем кај овие луѓе. Така да може да се јават многу сериозни манифестации само заради ова претерано изложување и прекомерно изложување на ултравиолетово зрачење. Може додат на летни одмори, покрај море, езеро? Тука сме, мислам, ние поразумни, иако by the book, што би се рекло, значи оно што е апсолутна препорака е избегнување на сонце, да се покриени, така да тоа малку невозможува вакво излегување. Но да бидам искрен, доколку пациентите прават редовни контроли, доколку немаат мајорна манифестација на болест, со квалитетна SPF заштита, што значи цело тело 50, лице и деколте може и 90 да се покријат, и избегнување на најакото сонце, значи преквечер по насапајле бањање, повеќе седење под сенка, апсолутно може и искрено сметам дека и треба да одат. Дека таа релаксација што ќе ја доживеат таму, психолошкото здравје, опуштање апсолутно е многу повредно отколку се разбира ако се разумни, отколку било што ќе добијат ако се затворат дома, бидејќи тој психички притисок на тоа затварање и на одење по одмори е апсолутно исто потенцијален активатор на болест. Така да баланс, во се баланс. Во се баланс и никако побретели, како што споменавте. Ќе ги вклучиме доктори и гледачите во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број веќе испишан на екранот. Добре дојдени се вашите прашања во емисијата. Докторе, дали самата терапија може да биде токсична за пациентите, штетна? Претпоставам дека тоа се дел од прашањата. Ова е добро прашање, иако многу ме фрустрира, морам да ви кажам. Значи, терапијата е пропишана според вкупната сума на светското знаење. Значи, не ја измислувам јас, не ја измислуваат моите колеги, се трудиме сите да учествуваме во тоа преку тоа што ќе објавиме, нели, трудови или ќе учествуваме во испитување. Но терапијата не е измислена и апсолутно нема да ви наштети доколку правите редовни контроли. Значи, терапијата не смее да се земе, да се пие и да заборавите дека имате болести, да заборавите дека треба да одите на доктор. Заради тоа и припишуваме контроли. Сега, во однос на, се разбира, државното здравство, треба да се јавите на контрола, но ќе се јавите на контрола кај оној лекар кој што е достапен. Или, се разбира, ако итно, со приоритетен опат ќе бидете приоритетно видени, ако сте навистина приоритетни. Но, доколку се прават редовни контроли, нема да имате несакани ефекти. И потенцираме тоа. Иницијално, првично, кога почнуваме со терапија, контролите се доста чести. Мораме да видиме дали лекот делува соодветно. Нема да даваме лек кој што нема да му помага на пациентот. Даваме по протокол, но протоколот се разбира си има рамки на тоа на кој му помага и на кој не му помага, има и алтернативи. И втора работа, секогаш тоа што го проверуваме, реално е прва работа, ама ја второ го кажав, е дали има несакани ефекти. Ако нема, лекот го прекинуваме,
несаканите ефекти се елиминираат и го заменуваме доколку е потребно со алтернативен лек, а има бројни алтернативни лекови, за кои што таа особа нема да има несакани ефекти, а сепак болеста ќе биде третирана. Имаме гледачи, им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Подоцна се вклучив, па ме интересира подоцна се вклучив, па не знам темата, гледам нешто дали за кожни оболувања и така. Черката се работи за неја, она беше под средството што менопауза ја фати и така, беше премногу исплашена зноење и така, стресна состојба имаше, така исплашена беше. И пред некои денове вика на кожата нешто као беличасто, као мрежа, вика некако ми се појави, ама едва и се познаваше и така. Па беше на лекар и на инфективно и рекоа е вирусно, вика треба да одмара, треба и така. Зашто се работи? Не знам дали е во врска. Така, мислам дека малку е специфично. Може, така. Еве, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторот ќе даде одговор. Да, значи, одлично што сте биле неинфективна, јаве се дефинирала некоја вироза, тоа треба да го потенцираме. Ева како и за кожните промени кај господјата и гледате како голем стрес, најверојатно еден пад на имунитет, активација, односно вирус кој што можеби нема да ја совладал без тој стрес ја совладува, сега нели се разбира таа ќе го победи вирусот, но за време на таа имунолошка битка може да настанат бројни и да кажем системски ревматолошки и кожни промени. Така да тоа е нешто што навистина треба да се потенцира, посебно кај артритите, кај воспалувањето на зглобовите. При скоро секоја инфекција има мускулоскелетни тегоби. Значи сите сме го имале тоа. Не болат мускули, не болат зглоба, можат и да се воспалат зглоба. Тоа се третира едноставно. Третирајте инфекцијата по некој лек за болка, доколку помине во рок од неколку седмици, тоа е тоа, не е болест. Заради тоа и ние инсистираме, и се разбира колегите на инфектологијата многу добро пак имаме стварно фантастична соработка со нив, и го знаат дека во таа фаза се третира инфекцијата и навистина исто како кај ревматолошките заболувања би требало и кожните промени со нели смирување на инфекцијата да си пројдат. Така. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Еве уште една можност за него. Добар ден. Не. Добро, нека се јави повторно гледачот, па ќе биде вклучен во подоцна во емисијата. Доктор, разборувавме за терапиите, за несаканите ефекти од неа. Но потенцијално несакани ефекти од неа и во тој случај постои адекватна замена. Да, апсолутно. Но се случува ли понекогаш пациентот да не реагира позитивно, односно да нема подобрување од терапијата што му е дадена? Да, тоа е нели една од причините зашто ги правиме контролите. За секој проблем, во основа за секоја манифестација на болеста има одредени пропишани лекови, кои што може да ја користиме и потенцијално комбинации на лекови кои што ја користиме. Тие се сите лекови кои што го именуваат, го кочат имуниот одговор. Ако не делува еден, даваме друг, ако не делува друг, даваме трет, правиме комбинации на лекови и се разбира тука револуција во последните 20-30 години е веќе воведувањето на биолошката терапија, која што навистина го смени аутлукот, го смени погледот и го смени тотално од корен животот на луѓето со автоимуни болести. Кога е потребно, ја додаваме неа, постојат биолошките лекови се многу поцелно таргетирани, значи имаат многу потесна цел во имуниот систем, така да комбинација на овие лекови со стандардните лекови најчесто ја постигнува целта. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас сите во студиото. Ви благодарам. Вака ме интересира мене сега, јас направив некои резултати и имам АНА, цртица ХЕП 2, заграда ИФАЕ плюс. А мене ме болат рамениците и рацете, не можам комплетно, значи да ги помрднам. Така, па сега ви интересира што тоа би можело да значи биде. тоа Што значи ова вредност што имате на
Антитела се тоа, докторе? Да, така. да, тоа Ви тие се. благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Значи, тоа се тие антитела за кои што зборувавме пред малку? Да, баш тие антитела се. Ево, кој што рековме, две коцки во мозаикот, ама слика не прават. Така да треба да ве прегледа ревматолог, треба да прегледа стручњак. Доколку болката во зглобовите е навистина воспалување, тоа е артрит, вие сте ана позитивна, се треба да се видат другите елементи. Постоење потенцијално на фотосензитивност, на осип на кожата, дали често ви се јавуваат афти рани во устата, потоа да се видат другите лабораториски испитувања, другите потенцијално антитела, или ако не се земени, ќе ги доземеме, со тек на време, но во секој случај треба и тие елементи да се видат, за да се види дали се работи за системско заболување, дали може би тоа е артрит во склоп на лупус, или може да апсолутно да се тоа само, да кажем, подистрошени зглобови, кои што ќе ги третираме на друг начин, Така. а аната е само инцидентен резултат, да, случаен резултат, да. Како што споменавте пред малку, значи може да се јави и случаен наод. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во емисија. Добар ден. Поточу уште двајца гледачи, така? Добар ден за првиот од нив. Прашање на кратко. Така, ве слушаме, повелете. Млада особа од 30 години при биохемиска анализа проверен е ревматоиден фактор околу 70 единици како се мери, доста висока граница. Сега консултиране доктор, меѓутоа нема никакви клинички симптоми за ревматоиден артритис. Други симптоми не постојат, но висок ревматоиден фактор. Дали може доктор од некој искуство вака да објасни на кратко зошто постои? Така, докторе, да немате под прашање некој? Не. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Штом кажа, нели, гледачот дека нема некои симптоми, да. Да знаете, симптомите се најбитни. Значи, најбитно е дали има топли врели отечени зглобови, какви тегоби вие имате. Тоа е најбитно, тоа е секогаш клучно. Заради тоа и верувате, сите доктори многу ги фрустрира кога ќе ни кажете само да ми ги видите резултатите. Значи, не го правиме тоа, само лош доктор ќе го направи, само да ви ги види. Мислам, може на нога, ако ве знаеме многу добро и само сме ви рекле да ви ги видиме резултатите. Инаку, мислам, клучното е резултатите со вас ја прават сликата за болест. Така да, конкретно за гледачот, штом нема симптоми, штом нема воспалени зглобови, присуството на ревма фактор буквално ништо не значи. Како што претходно баш коментиравме, нели, околу 20% од бебињата денеска што ќе се родат се смета дека се ревма фактор позитивни. За ревма фактор е особено јасно. Тоа е едно антитело што ни е многу битно кога луѓе имаат артрити. Кога имаат топли врели отечени зглобови, кога тие траат долго, особено повеќе од 6 седмици, и не можеме да најдеме друга причина за тоа. И тие луѓе се ревма фактор позитивни, особено високо позитивни, над 2 или 3 пати од горната граница на нормала на лабораторијата, тогаш веќе тоа е големо значење и можеме да кажем полесно да диагностицираме ревматоиден артритис и присуството на антитела не насочува посоодветно на терапијата која што е најдобра за нив. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Се работи за... Јас имам ревма едно 10 години и прстите ми се искривени на раците. Сега кога е летно време ме боли многу рамото и мускулите ме болат на десната рака. Така. Зашто се работи, мислам, мај зимно време е променено време, а сега летно време, зашто може да ме боли рамото? Осеќам и болка и во вратот. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Да, луѓето господјата рече дека има проблеми, дека има ревматолошки проблеми. Да не знам дали била на ревматологија да се испита. А дали бевте на ревматологија, дали гледачката се уште на линија? Дали има диагноза? Тоа. Бидејќи повеќето луѓе кои што имаат проблем со зглобови, докторе, кога ги вијат коските, знаат да кажат реумата ме фати. За тоа не бев сигурен. Но ако не сте биле на ревматологија,
закажете на вистина, има редовно термини, секој месец се отвараат, закажете кај некој од колегите, кај мене слободно и да видиме да направиме испитување. Во ревматологија секогаш битно да разграничиме воспалителна причина на тегобите од невоспалителна причина. Од дегенеративните? Тие кои што порано беа нарекувани дегенеративни, сега тоа е остеоартритис. Сепак се признава дека има воспалителна компонента и тука, но не се смета дека е автоимуна. Кога раскавицата всушност со зглобот е уништена, тоа е тоа? Да, се оштетува, се троши со тек на време, но не е само трошење. Не е чисто трошење. На тоа многу се работи, бидејќи се повеќе се докажува дека примената, особено на полесните, но има веќе испитувања и на вистина целосна една терапија за ревматоиден артритис, кај пациентите со тешки форми на вакви невоспалителни артрити се од корист на голем дел од нив. Така да има воспалителна компонента и во тој проблем, треба убаво да видиме за што се работи, за да најсоодветно ја третираме. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Уште едно прашање од гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Многу поздрав до вас, до докторот. Ви благодарам. И имам прашање за маш ми е 77 години. Така. А има алергија како од сонце да ја наречеме, ама многу агресивно. Сега рацете му се поцрвени скоро до лактот. Му правеа некоја течност, става, дали има нешто врска со друга болест, само на кожно има идено. А он си има и други проблеми, некои со кичма, со нозете га болев, ама ова сега точно кога ќе биде на сонце изложен, кога сонцето е јако, и ќе му се појаве прво на шаката, ама со време, со крема ќе помине. Ама се после иде нагоре на кај лактите и црвенило. Дали е тоа само за накожно или има нешто? Или има потреба за некои по-длабоки испитувања, поинакви испитувања пред се ревматолошки? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што советувате во ваков случај? Ова е едно интересно прашање. Да, навистина. Се надевам дека матичниот лекар повремено ви прави контроли на крвта, се разбира. Најчесто и стандардно колегите кои што се дерматолози, не само на клиника за дерматологија, прават повремено анализи, нели, кај пошто не мора да се тоа антитела директно, но и антитела се бараат, се разбира. Кај значи ваквите пациенти. Така да доколку тие не ги прават повремено тие анализи и не виделе некое значително отстапување во тој случај, тоа е најверојатно чисто кожен проблем и заради тоа го лечат колегите дерматолози. А ако сепак вие се сомневате, можете да закажете на ревматологија, се разбира како се отвараат термините, ќе направиме една серија на анализи, ќе видиме дали има нешто системско позади тоа. Уште двајца гледачи, докторе, очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Не знам дали ќе имаме време да го реализираме концептот предвиден за денеска, но секогаш им даваме предност. Добар ден. Во програма сте, ве слушнавме, да? Одлично ве слушаме, повелете. Ало? Добар ден, го очекуваме вашето прашање. Ве молам, благодарам прво што ме вклучивте. Сакам да прашам за моја блиска особа. Така? Што за многу кусо време нагло ослабна. Стана од над 80 години на килограми дојде под 40. Кога кажувам што е, не кажува, инаку се прави дека ништо не е, ама дека разбра вака од наоколу, дека и рекле оти има проблеми нешто со надбубрежната жлезда. Дали може тоа да биде и дека го губи ткивото, мускулното ткиво, многу ослабнато. А духот ја држи, се држи ведро. Дали тоа така, дали оваа состојба би можела да биде причина за брзо губење на килограмите? Ви благодарам за вклучувањето. Имате предвид дека денешниот доктор е ревматолог, така што, докторе, можете ли некоја кратка насока да дадете или да преминеме на следното прашање? Има навистина бројни причини за тоа. Прво, не би сакал да коментирам за друг човек. Так, апсолутно. Поубаво е да прашувате сами за себе или за многу блиски. Но во секој случај има навистина бројни причини од и ревматолошки, и малигни, и ендокринолошки, и психолошки.
така да премалку информации за да се каже што е, но ме радува дека духот е добар и тоа обично е добар знак. Важно. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Ево уште една можност. Добар ден. Ало, Ве слушаме, одлично, повелете. ја тук. Да, ве одлично Добар ве слушаме, ден. повелете. Добар ден. Ало, Добар ден. Следете го разговорот преку слушалката, не преку вашиот телевизор и го очекуваме прашањето. добар ден, поздрав до вас Ви и до благодарам. докторот. Кој е вашето прашање? Јас се јавувам од Гевгелија. Така? На телефон е Милка. Повелете Од ми. Гевгелија, докторот знае. Така, значи Еден од најдобриот доктор. Сум бил кај него, сум била и треба на контрола да одам, само ти е вручина и затоа не сум отидела. така ќе дојдете кога ќе Многу поздрав, докторе Филипе. Благодарам. Благодарам Од многу мене навистина. и од другите од по дома. Ама совет, ако не дојдете сега која сме назначили, барем направете ги анализите матичниот да ги види. Анализите ги направив, докторе. Супер. Само што не можам да дојдам, оти многу вручина е. Нека ги видат што можете после ве очекува. Многу ве поздравувам, Така, докторе. ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Доктора, ние продолжуваме понатаму кај пациентите со лупус. Дали помагаат терапиите со матични клетки? Се прават обиди за тоа апсолутно, но не се влезени во протокол. Така да дали би го примениле тоа сега не надвор од научно-истражувачка работа. Овие пациенти се изложени, докторе, со низа предизвици. Што е со нивниот професионален ангажман? Бидејќи симптомите кога се јавуваат, претпоставам дека треба додати наболедување, ако се фотосензитивни, треба да работат во затворен простор. Како изгледа нивниот живот? Дури во затворен простор неонките зрачат одредена доза на ултравиолетово зрачење, така да тие што се навистина многу осетливи на сонце, односно фотосензитивни, ќе реагираат и на тоа ултравиолетово зрачење. Така да навистина треба да се внимава. Има пациентки во сали што работат во хали внатре затворени што се многу фотосензитивни што реагираат и на тоа светло. Сепак целта на лекување на сите наши пациенти, бидејќи како што рековме оние со автоимуни заболувања, тоа е доживотно лекување сега за сега. Е да бидат работоспособни, да имаат семејства, да живеат тотално нормални животи, но со редовни контроли и најчесто со одредена терапија што ќе се препише. Споменавте да имаат семејства. Да. Оваа болест обично ги засегнува жените кои што се во репродуктивен период, голем дел од нив не се реализирани како мајки. Па дали лупусот може би е проблем за да се изнесе здрава бременост? Лековите што се примаат би биле ли токсични за плодот? Што ако е непланирана бременоста? Непланирана бременност е нешто за кое што секогаш зборуваме со нашите пациентки. Значи, доколку даваме терапија со која што не треба да се забремени, кажуваме. Но постојат протоколи кога тие ќе... Значи, целта е секогаш, првото прашање го одговориме, да е болеста што посмирена. Значи, на смирена болест. Во мирна фаза. Во мирна фаза, ниска активност или ремисија на болест кога имаме, во тој случај правиме профил на антитела, има некои антитела кои што се потенцијално проблематични за бременост. Знаеме како да се справиме со тоа, се разбира. Се даваат соодветни лекарства и се предвидува, тоа се потенцира на гинекологот кој што ги води овие пациентки за да знаат да прават почести, имаат протокол за почести контроли за да тоа се изведе. Во основа, кај пациентки кои што имаат ниска активност на болеста, кои што се редовно контролирани, кои што немаат големи манифестации на болеста и кои што имаат добар профил на антитела, што се мнозината, морам да кажам, навистина само со едно лесно лекче, само со антималарик и редовни контроли кај гинеколог кој што знае да води вакви пациенти, ние генерално навистина немаме проблем. Значи, имаме пациентки со големи семејства, среќни семејства и слично. Проблем е кога не доаѓаат на контроли кога би забремениле за време на некоја мајорна манифестација на болеста. Има, на жалост, се уште има пациентки кои што
не може идеално да се смири болеста, тогаш е навистина поголем ризикот. Мислам, не може, барем у таа фаза кога тие сакаат да забременат. Но може ли самата бременост да ја потикне болеста или пак бременоста ја смирува автоимуната реакција, како што да речеме кај некои автоимуни болести, како што е мултиплекс склерозата? Да. Имаме во основа искуствата се различни. Имаше некои претпоставки претходно, сега тоа во однос на самите протоколи е извадено, дали смирува или не смирува. Во основа се зависи од тоа како ќе се доживее бременоста. Значи, сепак е една форма на стрес, пороđајот е голем стрес, така да имаме добро искуство, но имаме добро искуство ако добро ги контролираме пациентките и ако се разбира, нели, тоа е планирано. Сме ги тргнали лековите што не требале да ги примаат, ако имало такви лекови, болеста била смирена, во тој случај сме навистина добри. Овие антитела ја преминуваат плацентата? Може бебето да ги добие? Може реално, има такви случаеви, но тоа е само ефект од антителата кои што ја прошла нели плацентата и после тоа нели тие ќе се елиминираат и ќе се биде окей. Значи можат успешно да се реализираат овие жени како мајка, да бидат смирени. Повеќето наши пациентки си имаат семејства, среќни, големи семејства. А кажете ми, докторе, дали пациентите треба да научат да ја толерираат болеста, бидејќи не е лесна? Што тоа значи за нивното психичко здравје, бидејќи лупусот оди заедно со стигма, со предрасуди од средината и со недоволно разбирање од околината? На жалост, да. Нас ни е целта секогаш да биде целосно смирено. Имаме тука два проблема. Едниот е целосно смирување на автоимуно заболување, постојано е реално скоро невозможно. Барем со тоа што сега го имаме на располагање. Зошто? Заради тоа што третманот е една форма на баланс. Кога имате некои лесни манифестации, сега треба да дадете некој лек кој што бара многу контроли, има потенцијални несакани ефекти, реално ниеден разумен лекар нема да го даде тој лек. Ќе се обидеме на полесен начин, може малце со повеќе време, но на полесен начин да ги истретираме манифестациите. Така да треба да научат да се справуваат со одредени, да кажем, минорни манифестации на болеста. Во однос на... Но, второто нешто што сакав да го кажам е и не е се од лупусот. Знаете, пациенти со лупус, например, кои што една дискус хернија ќе излезе и сега страшна болка. Во основа нема врска лупусот со тоа. Ние се разбира, доколку многу трае, ќе испитаме, ќе соработуваме со колегите од неврологија да видиме дали потенцијално можеби има лупусот некаква врска со тоа, но тоа е извонредно ретко. Тоа е чисто механички проблем, но прва помисла е и многу често, значи, се случува, да кажем, дури колеги кои што не работеле со луѓе со лупус, да некако се припишуваат на лупусот. Не е така. Значи, лупусот може да има одредени манифестации, но ние треба стварно да дефинираме дека се тоа не е се од болест. Така, значи не секогаш секој симптом кај лицето со лупус е дел од оваа болест. Апсолутно. Сега порано смртноста од лупусот беше многу голема. Како се ги изгледаат процентите на преживување? Точни проценти на преживување немаме ние израчунато на вистина, нешто што можеби треба да се направи, но нешто што е јасно е дека како за сите болести во ревматологија, па и за лупусот, перспективата е многу различна. Значи е во основа позитивна. Има многу терапевтици за тоа, новите терапевтици се фантастични, има и интерферон класа 1 инхибитори, например, кои што навистина треба да ги имаме, се надевам ќе ги имаме наскоро. Белис инхибитори кои што не се така нови, кои што треба да ги имаме исто. Ритуксимабот како анти-CD20 антитело смени многу животи кај луѓе со лупус, особено со потешки манифестации и како една база за луѓе кои што многу често активираат сериозно. Така да перспективата сега наспроти особено пред 20 години е многу различна.
бидејќи терапиите се развиваат Апсолутно. постојано, а и споменавте веќе има терапии кои што би влијаеле на деактивацијата на гените, што е голема надеж во оваа област. Тоа е надеж кој, мислам, тоа е терапија која што дава таква надеж, вистина се надевам дека ќе ја потврдиме. И мислам, таа веќе се потврдува, но ќе се потврди на се поголема група луѓе и ќе почнеме стандардно да ја користиме. Докторе, се уште се смета лупусот за ретка болест? Бидејќи сега велат дека со испитувањето на антителата, некои сваќања се промениле. Да, веројатно почесто ги диагностицираме вие пациенти, но пак треба да се каже дека се околу 1000 луѓе во Македонија, што да е ретка болест. Зависи како го дефинирате, но меѓународните здруженија го дефинираат лупусот како ретка болест. Треба да се потенцира дека зависи како кој ги дефинира. Например, како член на Комисијата за ретки болести, таму има меѓународни протоколи за тоа што е ретка болест, а тоа е многу поретко од лупусот. Лупусот не би било по таа дефиниција ретка болест. Но по меѓународна дефиниција во однос на тоа, нели, број на луѓе кои што заболуваат од одредена болест во популација, да е ретка болест. Докторе, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта, за појаснувањата поврзани со оваа ревматолошка автоимуна болест и дека некои симптоми кои што се јавуваат не треба да се занајмарат, треба да се појде на лекар, да се испита, најнапред се да се исклучи и, како рековте, ревматологот после да не поставува дијагнозата во ревматологијата. Токму, мора да се ослониме на знаењето и на анализите на другите лекари. И дека не секој виење на коските кога се менува времето значи реума. Апсолутно, и не значи лупус дури да стане позитивни, но ќе следи. Ако имате антитела, исто така не значи дека сте болни од лупус. Ви благодарам многу за гостување. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и денеска за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.